Некои славеа Божики. Некои од нас тек ке слават Божики. Божик е празник за едно ветување, ама ветување за кое на Бог му треба илјадници години пред да го исполни. Ке видите каде одам со ова денеска. Покажува кон ветување исто така, што не е исполнето. Ке речете зошто така зборувам? Заради тоа што делот Божик се исполни. Дојде Христос на земјата. Ама оној дел од Божикна порака што беше мир по целата земја, дека ќе биде и така натаму, тоа се уште не се исполни. Денеска мирот го нема во земјата, го нема никаде. Бог ги исполнува своите ветувања, тоа не е спорно, но не ги исполнува секогаш во времето кога ние очекуваме дека ќе ги направи. И затоа е Божик малку интересен. Тоа е подсетување, Божик исто така, дека луѓето секогаш го отфрлаат во Христос. Го отфрлаат Господ Исус Христос како таков, ги отфрлаат луѓето кои веруваат во Господ Исус Христос. Тоа е исто така нешто на кое можеме да зборуваме на Божик. Денеска, сега пред малку само добив една порака, вика погледни оваа интересна порака, некој проповедал овај Божик како бунт. Интересно, можеби, ќе видиме. Можеби јас ќе го проповедам тоа следната недела. Не се знае, ќе видиме, или таа по неа, всушност, како и да е. Меѓутоа, Божик најмногу зборува за две групи луѓе. За тие што се внатре и за тие што се надвор. Основата на Божик е точно ова. Некои се во, некои се ин што викаме, некои не се во таа група. Некои се одвоени. Зошто? Од самиот почеток имаше луѓе кои го прифатија Божик, кои ги интересираше што се случува на Божик, и имаше таквите кои не сакаат да чујат за него. Ова не е Божикна порака. Ова е квази Божикна порака, заради тоа што е помеѓу два Божики. Помеѓу оној што го слави светот и вистинскиот што го славиме ние. Тајде, така ќе ги поделим. Божик зборува за отфрлање. Божик зборува дека некој беше отфрлен, дека некој не беше дел од сето тоа што се случува. Божик зборува за луѓе кои ни во мислите, ни на крај памет не им идеше дека Бог дојде на земјата. Интересираше само да се задржат, да се сочуваат власта. Колку е тоа поинакво од оној Божик што го гледате сега по филмовите? Секој филм што го гледате за Божик денеска, што ќе го погледнете, зборува за тоа како некој си ја загубил љубовта или си ја нашол љубовта или му пропаднал бизнисот, па му тргнал бизнисот, па бил болен, па оздравел, па сите работи на крајот среќно завршуваат. Божикната порака во Библијата не завршува среќно. Оној дел за Божик за кој зборува завршува со колеш. За жал. Така завршува таа порака. Денеска целиот Божик зборува за прифаќање. Онаа сладуњавост, како да те прифатиме, како да бидеш дел од сите нас, како да ти биде убаво и така натаму. Тоа не е вистинскиот Божик. И затоа, иако јас ќе почнам Божик да го зборувам, иако ќе спомнам некои работи за Божик, текстот што ќе го зборуваме денеска не е Божикен, а и пораката не мислам дека ќе биде баш она Божикна порака. Иако сепак мислам или ајде, се обидувам сега да седам на два стола, да им угодам на тие кои славија Божик вчера, на 25 и на нас што ќе славиме Божик на 14. Не, на кој? На 7. Така е. Да видам дали сте будни. Нели, само да се разбудиме да видиме да не е ова. Текстот што сакам денеска да го погледнеме од Евангелието според Марко 6 глава 1 до 13 стих. Вели вака: па излезе оттаму и дојде во својот крај, а по него одеа учениците негови. И кога дојде саботата, тој почна да поучува во синагогата и мнозина што слушаа се чудеа и говореа од каде во него ова. И каква е ова мудрост што му е дадената, такви чуда стануваат преку неговите раце? Зарем не е тој дрводелецот, синот на Марија, брат на Јаков, Јосија, Јуда и Симон? И не се ли овде помеѓу нас сестрите негови? И се соблазнија, вели тука, заради него. А Исус им рече: пророкот никаде не е без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. И не можеше тука да изврши никакво чудо, освен што излекува малку болни, полагајќи ги рацете врз нив. И се чудеше на нивното неверие. Па одеше по околните села и поучуваше. И ги повика 12 и почна да ги праќа по двајца и им даде власт над нечистите духови. Па им заповеда да не земаат ништо за попат, освен по еден стап, ни торба, ни леп, ни пари во појасот, но да се обуени во сандали и да не се облекуваат по две облеки. Им рече: ако влезете негде во куќа, останете во неја се додека не си отидете од таму. А ако негде не ве примаат, ниту ве послушаат, што ми излезете од таму и стресете го правото, однозете свој ним за сведоштво. Тие појдоа и проповедаа покаяние.
изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и ги лекуваа. Текст кој не е баш Божики. Ама текст кој изборува за луѓе кои беа внатре и луѓе кои не беа внатре, кои беа тука и таму. Има еден друг текст што сакам да го спомнам тука, еден прекрасен текст за Божики. Кој е онај кога Марија и Јосиф го носат бебето Исус во храмот. Ке се сетите, тоа е во Лука, во 2 глава таму. Го носат во храмот и во Ерусалим во храмот имаше еден човек, ке се сетите. Вели, стихот вика вака, во Ерусалим тогаш живееше еден човек по име Симеон и тој човек беше праведен и благочестив, ја очекуваше утехата на Израел. И Светиот Дух беше на него. Нему Светиот Дух му беше прорекол и нема да види смрт, дека него види Христос, Син Господов. И потикнат од Духот, појде вика во храмот. Па кога родителите го донесоа детето Исус за да го извршат со него она што беше вообичаено според законот, тој го зеде во своите раце, го благослови Бога и рече: сега го отпушташ својот слуга во мир, Господаре. Според зборот твој, зашто очите мои го видоа спасението твое што си го приготвил пред лицето на сите народи. Светлина за преосвета на незнабожците и слава на твојот народ Израел. Ако до тука застанеше текстот, ќе речевме: леле колку убав текст, леле како ќе биде се убаво. А зошто го читам? Затоа што продолжува со нешто кое е дел од она што сакам да го зборувам денеска. Вика, Јосиф и мајка му прво се восхитуваа од она зашто зборуваше за него. Па ги благослови Симеон и гледате што ќе и рече на Марија мајката негова: еве, ова е поставен за паѓање и за издигнување на мнозина во Израел и е знак против кого ќе се говори. А и тебе самата мечка ти ја прободе душата за да се откријат мислите на многу срца. Уште од самиот почеток Симеон вика: Господи, ти го испрати ветеното кој ќе ги раздели луѓето. Ти викна некој кој ќе ги подели луѓето. Не донесе човек што ќе ги обедини. Не. Тоа е многу интересно, што ќе ги подели. Ние среќен Божик викаме на сите име среќен Божик, сите сме заедно, сите славиме. Среќен Божик, среќни празници, среќна нова година, се едно е што ќе биде. Битно е главно нешто среќно да му кажеш на човек: сите сме заедно. Не сме, одвоени сме, раздвоени сме. Чисто го забораваме овој дел од говорот на Симеон. Ова дете ќе биде за паѓање на мнозина во Израел. Отфрлањето почна на Божики. Со самиот факт дека за него немаше место во Анат. Дека за него немаше место во домот каде што тој требаше да се роди. Отфрлањето го видовме после тоа, ти мораше да избега. Се сеќавате на Божикна порака како беше. Јосиф го зима детето, бега во Египет за овај лошиот цар Ирод таму да не го убие, да не направи проблем. Симеон, уште од самиот старт вика: светот нема да го свати ова дете. Светот нема да го разбере ова. Тоа дете што ќе го донесе. Дури тебе, вика, мечка ти ја прободе душата. Со други зборови, и тебе не ти е се јасно што се случува. Едно нешто го дискутирав тоа со Сузана пред некој ден. Закачев некоја чудна, за мене безпотребна дебата на интернет помеѓу теолози. Дали ја знаете онаа песна дали знаеше млада Марија? Дали била теолошки точна? Дали Марија точно знаела што ќе се случи всушност или не знаела, од кај знаела, како знаела? Заборавете го тоа. Некој сакал да напише нешто, една убава песна во која сакал да каже: еј, на никој не му беше јасно што се случува. Барем така мислам. Барем така мене ми звучи таа песна. И тоа е вистината. Не знаеме што ќе се случи. Симеон вика: оти светот нема да го свати и секој што ќе го следи Исус ќе биде во истата ситуација. Светот нема да ве сваќа. Светот нема да го свати оно што го следи Исус. И реалноста е дека Исус ќе соблазни мнозина. Реалноста е дека Исус како таков соблазнува или ги скандализира луѓето околу него. Во стих 3, таму што читавме од Марко, зборот грчкиот е скандалон. Скандал, што викаме ние. Знаете што е скандал? Шок. Луѓето не веруваат оти такво нешто можело да се случи на таков човек. Од него ли го дочекавме ова? Или нешто се случува, па вакво ли нешто чекавме или што ќе биде? Скандал. Не да не се согласија, беа шокирати, беа збеснати, им се гадеше. Исус навредува. Пораката на Исус е навредлива порака за човекот. Затоа што ти вика: ти си грешен. Ти имаш грев во себе. Ти не си совршен. Тоа никој не ќе да го чуе. Сите сакаме да ни кажат: ние сме супер, нас ни е прекрасно, нас ни е за мерак. Секој Божик, секој Великден, ева, ако не верувате, од денеска натаму гледајте по телевизија. National Geographic или некој таков сличен историски канал ќе ви покаже мали милион епизоди за вистинскиот Божик, за правиот Божик, за што се случило на Божик или на Великден, се едно, нели? Ќе ви објаснуваат и се бараат мали милион начини
Христос да се направи тоа што не е. Зошто? Затоа што Христос тоа што е, не им се допаѓа на никој. Се бара чаре да се смени, да се најде некој што ќе биде поинако. Тоа не е стварно ништо ново. Историски тоа долго време се случувало што самиот Пилат. Пилат вика, ова е човек во кој не гледам вина. Те не рече ова е Бог, јас му верувам, ова е вика човек во кој не гледам вина. Еден видерок, еден познат таму беше исто филозоф, вика, тој е ненадмиглив човек. И ние викаме, леле, браво, гледај колку убаво нешто кажал за Исус. Не кажал убаво. Од Бог го свел на човек. И тоа на добар човек го свел. Наполеон вика, Исус е император на љубовта. Таа е една негова позната изјава. Император на љубовта. Тој е ворец, тој е цар, тој води, тој е растор, ама љубовта сам. Стварно? Сега слушав едно предавање додека возев за Србија, се слушав додека возам да не губам време за џабе. Знаете ли која беше првата доктрина за Бог што ја нападна сатаната? Дека Бог е само љубов, а дека не е судија, дека нема да казни. Сеќавате што се случи вара? Нема да бидете казнети, ништо нема да ви се случи. Само вие правете си по свое. Ви текнува и така сгреши. Ева, па после не јадам сгреши. Зашто? Не, Бог е љубов, Бог нема да биде судија. Бог е и тоа и тоа. Бог не е само император на љубовта. Христос не е император на љубовта само, Христос е и судија. Да знаеме, да не забораваме. Понатаму, еден филозоф Штраус вика, Христос ни го даде највисокиот модел на религија. Океј. Ма чудо голем, ако е само религија. Мил, водачот е вика на човештвото Исус. Највисок пример за доблест ќе ви каже еден друг филозоф тука. Имануел Кант, еден од оние поомилени може мои филозофи, вика, Христос е светиот. Оне што е светиот. Еден многу познат безбожник Ренан викаше, Христос е најголемиот меѓу синовите човечки. Ајде да го спомнеме Далај Лама. Малку, нели? Оти сите вика бил просветлен, шта ја знам. Тој вика Исус е реинкарниран будист. Всушност вика Буда е реинкарнација, Христова реинкарнација, односно едниот со други. Се ќе направиме ние. Ниче пак вика Исус е мит. Нема него. Нема што да дискутираме. И нашиот Махатма Ганди, што некој го вика да е христијанин без Христос, некој го нарекуваат, вика тој е невиниот човек. Дори политичарите имаат што да кажат за него. Аз само еден ќе спомнам од наше време познат Горбачов, го памтите? Го памтат некој? Горбачов, тој на едно место нарече вика Исус е првиот социјалист. Се е тоа супер. Милион убави работи, ама не е Бог, не е спасител. Зошто оти тоа не навредува? Тоа ме скандализира, јас не можам да го прифатам тоа. Бидејќи, ако Исус спасува, знаете, ако Исус не е скандалозен, ако Исус не е тој што ќе не навреди со неговите однесувања, со неговите зборови, имаме еден сосема поинаков проблем тука. И сакам само да го спомнам. Прво, таквиот Исус нема историска веродостојност. Зошто мораше да умре? Зошто мораше да воскресне? Зошто воопшто дојде на земјата, ако не направи нешто повеќе отколку да ни остави една книга со поуки? Во што е подобар од кој било и што било друго? Ако ја тргнете Библијата, ако ја тргнете она што Бог го зборува за својот син во своето слово, би останува човек кој дошол на земјата, се родил како бебе, во еден лош период кога царот убивал луѓе, па побегнал, па се вратил назад, го зараснале, умрел. Толку. Ништо повеќе. И тука се соочуваме со оној проблем. Бидејќи ако беше така, зошто па евреите успеа да го прифатат како Бог? Оние што најмалку сакаа многу божество, го прифатија. Немаме ние проблем да го прифатиме дека живеел, дека умрел. Имаме проблем да го прифатиме дека некој почнал да го обожува. И тоа веднаш за време, па и веднаш после неговата смрт. И тоа е религија која не сака два бога, или три бога, или многу божства, или било каква идеја. Зошто се случи? Нема. Џон Стот во една книга што и кај нас е преведена, мислам на македонски, Basic Christianity, мислам дека е на македонски, нели? Мислам дека имаше, барем на српски има сигурно, вели вака, во Библијата ниту еден човек нема да даде равнодушен одговор на Исус. Секој одговор во врска со Исус е екстремен. Или луѓето бегаат од страв, или сакаат да го убијат, или паѓаат пред него и му даваа се што има. Ама никој не кажа дека Исус само им се допаѓа. Никој не рече, еве убав пример. Од тебе да се читајќи ја Библијата. Нигде нема некој да каже, ево пример кој само треба да го следи. Добро, апостолите понатаму. Ама луѓето дека Исус беше жив не рекоа, леле колку добар пример, ајде Исусе ќе ти го следиме примерот.
Или бега од него, или сака да го убијат, или паѓа пред него ничко не вика, ти си Господ, ти си Бог. Немаше шанса, многу фин, многу добар учител. Понатаму, ако Исус беше само некој човек што се родил, умрел таму нешто или не знам си што, ако немаше историски темел на тоа што го прави, ние немаше да имаме спасител за сите. Не знам дали ова ќе успеам да го доловам. Во родниот град каде што Исус дојде, гледате, луѓето беа шокирани, скандализирани. Кој е овој? Во Матеј 15 глава ќе се сетите религиозните водачи се навредија. Што? Ти ќе се правиш Бог? Јас и таткото сме исто? Што? Ти тоа ќе ни го кажеш на нас. Дали беше во село, од кај што беше роден, или во Ерусалим, луѓето се навредуваа од него. Ги врегаше. Не им погодуваше ни на тие, ни на тие. Не ни погодува нас денес, не им погодуваше на тие вчера, нема да им погоди на тие утре. И знаете, точно тоа е неговата универзалност како спасител. Затоа што ако само успееше да се уклопи со селаните, ние граѓаните ќе го отфрлевте. Ако беше градски спасител, во село ќе рече тој си е тук, не е наш. Ако беше само за евреите, ние македонците 5 пари немаше да даваме за него. За богатите и сиромашни. Тој мораше да биде за сите. За биде за сите, знаете, сигурно мора да ги навреди тие околу него. Нешто ќе ги вреге. Што ќе ги вреге? Прво, кога ние ќе кажеме христијанството е единствен спас. Ово христијанството е многу тесно градовика, многу вака тесно ги гледа работите. Да, вистина е дека тесно ги гледа работите. Ама ако ги прошири, тогаш ќе имаме проблем. Како може некој да каже многоженството нема проблем, христијанството вика една жена за цел живот и да кажеш па нема проблем, верувај си што сакаш. Некој ќе биде навреден. Едниот ќе рече зошто не ми дозволуваш да имам повеќе, другиот ќе рече зошто ми ограничуваш да немам повеќе. И точно тука е поентата. Христос не дојде за една култура, за еден народ, дојде за секој човек, за секој пати, за може на секому ем да го скандализира, ем да го навреди, ем да го поучи како да може да живее во светот. Има многу добри работи, викаат во секоја религија, зошто па само Исус да го фатиме. Има нешто сакам да ве вратам. И ова е дел од се она што го зборувам. Кога го читате Новиот Завет, кога читате што правеше Христос во Новиот Завет, ќе сватите дека разговараше со римјани, разговараше со евреи, разговараше со грци, со проститутки, со вика богати жени кои го помагаат таму, со разни луѓе. И нас не е многу убаво денеска тоа кога ќе чуеме, бидејќи викаме Христос е еден инклузивен човек. Сите ги вклучува, нели за инклузија зборуваме цело време. Сите ги вклучува, сите ги собере. Во негово време тоа беше шокантно. Во денешно време вие да отидете во Израел и да влезете во западниот дел каде што се правоверните евреи, правоверен евреј не сака да разговара со вас, ви врти грб кога поминува покрај вас. Го прашуваш нешто, он ти врти грб, не ќе да зборува со тебе. Зошто? Ти си странец, ти си тугинец, ти не си евреј. Ти не заслужуваш да ти се обрати. Знаете колкав шок беше за луѓето Исус да зборува со таквите околу него? Никој не беше среќен со тоа што го прави. Ни евреите, ни тие околу. А сепак викаше, јасно си јас. Јас сум одвоен, не мора да ви правам вас кеф. Тука. Во денешната наша култура викаме тоа е најнормално нешто, да имаме инклузивност. Ама и денес не е вистина. Отидете во Саудиска Аравија и кажете дека Мухамед ќе го изедначите со Буда. Не мора со Христос, со Буда изедначете. Со Бахаи изедначете го да видите што ќе ви се случи. И денеска религиите не се толку инклузивни како што се прават сите, па христијанството само било тесноградо. Ке рече некој, тоа ме вреѓа твојот став. Ама кој сум јас и кој си ти да кажеш што е навредливо? На времето било навредливо жена да облече панталони. На времето било навредливо маж да се осише келов. На времето биле навредливи еден куп други работи, кои денеска викаме ни се норма и нормално. Јас не сум мерилото што е во ред, што не е во ред. Тоа може да биде само и единствено Господ. Имате култури каде што личниот избор не смее да постои. Си се родил како таков, ќе живееш како таков, ќе умреш како таков. Татко ти бил трговец и ти ќе си трговец и твојот син ќе биде трговец. Си бил музичар, истото ќе биде. Ние во нашата култура викаме сине биди што сакаш да бидеш. Керко биди што сакаш да бидеш. Ево, направи го тоа што го сакаш. Во нашата култура е нормално, во некои култури не. Јас сум сретнал луѓе кои го прашале кој си, сум бил во туѓа земја, каде што одговорот на човекот било јас сум син на тој и тој. Зашто? Затоа што така се идентификува. Во нашата култура кој си, јас сум Павле.
Јас почнувам од мене. Со мене почнува и завршува се. И не можеме да се врегеме од и нешто било поинако. Исус вика, јас сум патот, јас сум спасението. Или јас, или никој друг. Тесноградо. Не е тесноградо. Единствено да може 2000 години и се уште да биде вистина. Исус мора да функционира на лично ниво. Тој мора да стане мој. И еден автор го прочитав, за мене ми направи впечаток, вика, ти не можеш да имаш близкост со некој, ако ја немаш слободата да му се спротиставиш. Ај размислете. Се стапиле во брак и не смееш да противречиш на мажот или на жената. Љубов е тоа? Немаш право да го кажеш своето мислење? Или по моje, или никако? Не. Замислете си, ние влегуваме во заеднички однос со Христос. И му викаме, Господи, јас имам проблем, он ти вика, кјути, ја ќе ти кажам кога имаш проблем. Не. Мора биде, ај кажи си што имаш, јас ќе си кажам што имам. Христос некојаш ќе не соочи со нашите греови, ќе каже, гледај, имаш проблем, друже. Некојаш ние ќе речеме, Господи, ова тешко слово ти што го зборуваш, јас не можам да го исполнам. Ама ако стварно функционира како спасител на ова ниво, ќе можам и да го кажам и да го примам тоа од него. Инаку немам слобода. Дали ме разбирате што сакам да кажам тука? И затоа сакам да видиме од овој текст, извинете, малку подолку увод, не беше само увод, зошто Исус толку скандалозен, зошто е толку соблазнителен. И мислам дека е убаво ова да го врземе за Божик да ме разберете, зошто почнав со Божикна тема, ај така да кажам. Забележете го првиот стих од она што го читавме. Нели е тој дрводелецот, синот на Марија, братот на Јаков, Јосија, Јуда и Симон, и нели се овде помеѓу нас сестрите негови? И се соблазнија заради него. Што? Ке го слушаме тој? Од таму? Од онде што дошол? Не е ли тој дрводелецот? Тој ли мене ке ми каже? Не е ли овој оној што е од таму, од онамо, ние го знаеме татко, мајка му, родителите, пријателите, он мене ке ми каже нешто? Денеска знаете што е каза? Кој? Евреин што се родил пред 2000 години, мене памет ке ми соли како да живеам. Ке славиме Божик, затоа ќе биде празник на Божикниот дух. Наместо на Божик, наместо на Бог, на Христово раѓање. Или како сакате, што сакате. Интересно е дека кога викаат, нели, забележете, нели ова синот вика на Марија. Обично, сите имиња во Библијата почнуваат со тој, бен, тој и тој. Татко, син на тој. Павле, син на Божи. Никола, син на Гоче. Или така натаму. А овде, ова Исус, син на Марија. Со други зборови, сака да кажа, ти си вомрачно дете уште до згоре. Ти имаш уште поголем проблем. И ти си нашол нас да ни објаснуваш и да ни кажуваш што е што. И вика се соблазнија со него. Божик ги соблазнува луѓето, ти не се роди на некое убаво скапо место. Не се роди во некој убав хотел. Не се роди во најскапата болница. Се роди во штал. Не му дојда на мекици најбогатите луѓе, најславните луѓе. Му дојда пастирите. Му дојда најотфрлените. Да, мудреците викаме, да, ама тие дојда многу подоцна. Историски гледам, тука. Скандалот тука е оти Бог ги сака обичните луѓе. Работи помеѓу обичните луѓе. Работи со обични семејства. Бог станува тело, станува тоа што е нешто што не можам да ви го објаснам, што не може, ни Библијата не ни го објаснува, станува еден како нас. И тоа ги скандализира луѓето. Не вика, да дојдеше како нешто поголемо, да дојдеше како просветлено нешто, не знам си што, ќе беше супер. Вака, ние сакаме чудесно, сакаме спектакуларно. И овде, што се случува? Врховното стана обично. Духот Божи доаѓа, работи низ обични работи во твојот и во мојот живот. И ние тогаш се буниме. Сакаме нешто по-спектакуларно. Ако не е драматично, ако не е спектакуларно, ако не се случи нешто како на филм, како да не се случи. Ако не можеш на Фейсбук да го објавиш, како да не се случило. А не е така. Стварно не е така. Вистина е. Второто нешто, значи пак ќе кажам, Исус соблазнува или скандализира, ако сакате, заради тоа што е премногу обичен. Второто. Кога го кажав, извинете. Исус исто така соблазнува или скандализира, да го употребам правиот збор, со едноставноста на евангелската порака. Зошто?
Ти не си спасен врз основа на твојот минат труд. Никој не се спасува врз основа на твојот морал, на минатото, туку врз основа на тоа што ќе направи со Христос што се родил на Божике. И после што умрел, ние што викаме на Великден. Тоа што тој го направи, тоа ти се припишува тебе. Тоа што Христос го направи на времето, ми се припишува мене денеска, ако го примам како личен спасител. И тука, оваа порака е премногу едноставна. Стварно е премногу едноставна. Барем така изгледа. Го нема нигде на друго место. Во секоја друга религија, поправете ме ако грешам, пак ќе речам, во секоја друга религија треба да направам нешто. И колку подобро правам нешто, толку подобро ќе биде. Број јаници ќе вртам, број на молитви што ќе кажам, колку дена ќе ги испостам, што ќе направам и така натака и така натака. Низ историјата, дури на христијанството, луѓе правеле лудачки работи за да покажат колку веруваат или колку сакаат да му угодат на Бог, пред да станат доволно добри за Исус да ги спаси. А никогаш не можеш да бидеш доволно добар за Исус да те спаси. И затоа луѓето се навредуваат од пораката на Христос. Дај ми нешто со кое можам да се помачам. Ги побарав, не успеав да ја најдам таа слика. Имав слика од времето кога сум бил во таквото, кога бев во Меѓугорје еднаш. Меѓугорје е карст, камен. Знаете каква е? Лом, камен на камен. Сите камења беа мазни како подот тука доле и црвени од крв. Зошто? Затоа што луѓе на колена ги одат 12-те чекори на крстот, 12-те места на крстот, за да се качат догоре да заслужат некое простување. Тука вика, ништо од тоа не ти треба. Се сеќавате на Нааман лепрозниот? Кога дојде кај пророкот? Оди избањај се. Многу вика, просто дај ми нешто комплицирано. Дај ми нешто комплицирано. Бог вика, не ти дам комплицирано, нати го едноставно. Ама јас се навредувам, јас сум толку софистициран, толку фин човек, што мене вакви глупости не ми прават работа. Мене ми треба нешто фино да ми дадеш. Јас што ќе можам да направам? Нема. Толку ти е вика. Како може најголемиот криминалец, најрасипаниот и јас да бидеме исти пред Господа? Тоа ме навредува. Ама не треба. Тоа е. Вистина е. Луѓето се навредуваат заради обичноста на нас, неговите следбеници. Може би ќе ве зачуди ова, вака што сум го поставил, можда не е најубаво срочено, а мај кажете ми, според природата на Евангелието, познавајќи го Евангелието, кои се верните христијани? Најмудрите? Најпаметните? Најбогатите? Најчестните? Најсовршените? Не, нели? Не е така. Христијаните во најголем број се луѓе кои се виделе себе си како морално неподобни за никаде. Кај што си рекле, ако овој Христос не ме спаси, за мене нема спас. Сакам да бидам во друштво со такви. Ама знаете дека пред Бога вика целата Божја човечка праведност е како валкана облика. Со други зборови, ништо што јас ќе го направам, не може да биде можам сам да успеам да направам нешто. Христијанството е за такви кои направиле белја во својот живот и кои викаат Господ, белјата е секој грешок ќе го направиме, само да знаете. И вика, јас барам помош, спас Господи, помагај, спаси ме од оваа работа. Кога ќе се спасиме, кога ќе поверуваме, ќе речеме дека сме верни, не сме совршени. И луѓето гледаат и викаат, ваков ли треба јас да бидам? Да, ваков треба да бидеш. Треба да бидеш тоа што си по природа. Треба да бидеш она што си. Со Сузи го разговаравме ова пред некое време. Што треба да види човек кој ќе влезе кај нас во Евангелска соборна црква? Ајде размислете малку на ова. Што треба да види човек кој ќе влезе кај нас во Евангелска соборна црква? И од ова ќе зависи дали Христос не скандализира или не. Ајде да кажам нешто. Треба да ме види таков како што сум. Треба да ме види истиот, со сите мои мани, со сите мои проблеми, со цела моја нервоза кога не ми одат работите, да ме види таков како што сум. И да знае дека само заради Божјата благодат јас имам спасение, а не заради тоа што сум јас најфиниот, најдобриот и ние сме супер луѓето тука внатре. Кога тоа ќе го сватиме, ќе го разбереме она што Христос го вика, го нарекува пријател на цариници и грешници. А не, леле, влегов во една црква и таму 40 луѓе внатре, 40 светци. Свети, ореол околу главата и така натаму. Леле, се наоѓам, јас не сум за таа црква. Па и тие луѓе не се за таа црква. Оти не се такви какви што се представуваат.
И тука християнството го срами човекот. Знаете, едно е да ви вика, почитуван рабине или почитуван таму гуру некој си или не знам што, ти си достигнал некое совршенство. Ние викаме ништо не сме достигнали. Секој ден се борам со своите проблеми, со своите маки, со својот грев, ама по Божја благодат мрдам напред. Одам напред. Секој ден имам мак, ама одам натаму. И тоа е проблемот. Ние сакаме нешто да се како на тебе, пак ќе речем, среќен крај. Дојдох, станав верник, животот ми се среди, се е совршено, деца ми се прекрасни, сите завршија факултет и сите совршено ми е, цел живот е фантазија пред мен. Утопија. И Бог вика, неќе да е така. И ние викаме, таква евангелие мене ме соблазнува. Ако може да добијам такво нешто, ворете, ако не ми треба ни Христос, нити никој друг. Ама гледайте, Исус се роди во штала, го распна, неговите ги прогонува учениците, неговите од дома не го сака. Вика, соберете си го, вика, синот полудел. Кога Исус проповедаше. Зошто? Затоа што сака нешто што нема. Во една книга кај нас е преведена од C.S. Луис, може да си ја најдете, писмата на душевадникот. Пишува вака, оној големиот таму демон си го храбрува Пелинчо, оној малиот уште приправникот ѓавол, му вика вака: кога човекот вели ќе поверува во Христос или ќе слушна во Христос, па ќе отиде во црква, гледате што му вика што да прави. Работи на тоа да му ја подјадеш радоста во првите неколку денови. Кога човекот ќе дојде на црква, покажи му ги тие кои пеат фалш, чии чизми крцкаат, кои имаат подбрадок, кои носат чудна облека. Наведи го да помисли дека заради тие работи, верата на тие луѓе е за презир. Со вакви ги се дружење. Фала, не ми требаат. И затоа Исус вика, пророкот никаде не е без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. Верниот христијанин некогаш полесно сведочи на другиот колку на тие што му се домашните. Знаете зошто? Ти дома вика, тебе те гледаме, бе, ти ли мене ќе ми кажеш? Ти викаш, башо ти ме гледаш? Треба да го видиш мојот пример, што справа. Угледате се на мене како јас на Христос, што вика апостол Павле? Страшно. Опасна работа. Ама, ајде да продолжиме понатака. Исус соблазнува пак заради обичноста на христијанското искуство. Ние сакаме се да биде совршено, а не, како што реков. И затоа да заборавиме на совршенство. Ќе бидеме тие што сме и така ќе дојдеме до луѓето и тие од нас. Како да се справиме со сето тоа? Ајде уште еднаш ќе прочитаме стихот, вика: и ги повика 12-те, почна ги праќа по двајца и им даде власт над нечистите духови. Па им заповеда да не земат ништо за попато, освен по еден стап, ни торба, ни леп, ни пари во појасот, ама да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки. И им рече, ако влезете негде во куќа, останете во неја се додека не си одите од таму. А ако негде не ве примат, ниту ве послушаат, што ми излезете од таму, истресите го правот ним за сведоштво. Еден стар црковен отец вика, како ќе препознаеш лажен пророк? Ако вика оди од куќа во куќа, за да добие подобро место за да престојува. Има едно такво стариве отци, има една таква изјава. Но првото нешто за кое тука ни го зборува е следното. Што има врска за нас? Прво вика, одете двајца по двајца. Нема никогаш да се справиме со светот околу нас, ако немаме група за поддршка. Ај така да се излезам посо време. А тоа за луѓето е црквата. За верните луѓе е црквата. Верник многу тешко обстојува сам. Знаете оние, јас ќе си седам дома, ќе си гледам на телевизија, вие што ме гледате, значи, јас ќе си гледам телевизија, мене ми е супер. Супер е, ама ти си група од еден. Група од еден не е во христијанство. Кај се двајца, тројца вика. Се сеќавате? Барем маж и жена, барем двајца, барем тројца, барем неколку луѓе. Најди си некој, најди брат, сестра во црквата ако сакаш да функционираш. Осамените христијани страдаат. Тоа е сигурноста. Второто нешто е вика, живејте едноставен живот. Не трупајте. Тоа го зборував минатиот пат, се сеќавате. Не трупајте храна, не трупајте облека, не трупајте 300 чуда. Една облека, една преслека, лепче во торбата кога го имате, нели, соберете си, тргнете, одете. Ова не значи дека е живот во сиромаштија, ама може да биде живот во едноставност. Вчера разговарав со некој што ми спомна, вика, комшијата мој купи, вика, велосипед од 9000 евра. Точак. А вика го вози 3 пати во годината. За 3 пати во годината и 20 евра и хуманитарен да му го дале точакот, ќе му заврши работа. Значи биди скромен, не претерувај. Немој да здисуваш во тие ствари. Не трупај пари, престојувај кај што ќе можеш. Ако веруваш дека Бог е во едноставните ствари, раѓање во јасли, живење како дрводелец,
погреб во туѓ гроб го ставија на крајот, тогаш ќе речеш, па мојот статус не зависи од мојот имот, од мојата позиција во општеството, од ништо. Зависи само од оној Христос, од Бог. Нема да сум повеќе како оние околу мене, или има еден збор што ретко се користи, ама ќе го кажам, сноб. Знаете што е сноб? Оној што одгоре ги гледа сите. Ако не си како мене, јас со тебе немам што да правам муабет. Не едноставно не дискутирам. Тука. Понатаму вика: зборувај за евангелието, немој да се плашиш да ја кажеш вистината. Зошто некој би ти избркал од дом? Ти ли дојде мене да ме кажеш, ти ли дојде мене да ме учиш? Со други зборови тука пишува: зборувај го, кажи го евангелието и не се плаши ако тоа го боцне тој до тебе. Не се плаши да кажеш за гревот, не се плаши да го спомнеш гревот. Ние знаеме некој пат ја сведочиме, а да не кажеме ништо. Знаеме да зборуваме за христијанството, ама да не кажеме ништо од она што може да го скандализира или да го навреди тој од таа страна. Не барај да те отфрлат со глупости, со екстремни учења. Далеко од тоа. Ај сега на сила ќе ги тераме луѓето да ми направат белја, да покажам колку страда. Познав човек во 90-те години кој многу белја направи, кој знаеше таму на почеток на 90-те години беше, што во Истанбул отишол пред џамија, после молитва да дели христијански трактат. Го собраа за 20 минути полицајци. Го тупнаа во затвор, среќа беше британец, па британската власт го извади, го однесе и беше персона нон грата, веќе во Турција не влезе до крај на живот. Страдал за Господа? Не. Страдал од главата. Тоа не е страдање за Господа. Тоа е се наместил самиот. Ќе зборуваме со вистина, ќе зборуваме со љубов. И заедно тие две. Во стих 7 има една изјава, вика ги повика 12-те и почна да ги испраќа. Сакам нешто да разбереме. И вие, и јас. Ние сме избрани и ние сме повикани. Господ го избрал секој од нас, вика те познавам од утробата на мајка ти. Сум те викал тука да дојдеш и да бидеш со мене за цело време. Прво, ние знаеме да се фокусираме на отфрлањето. Луѓето ќе не отфрлат. Не, фокусирај се на повикал. Господ не повикал да им кажеме на другите за него, да направиме нешто за другите. Во Исаја 53 глава 1 до 5 стих знаете што зборува? Кој поверува на тоа што го зборував? И таму има еден опис за Христос. Како беше? Не беше вика некој што го погледнавме, со презир го гледавме, не беше нешто на лице, леле го видовме, па се одма сите паднавме во несвест. Не. Вика беше најобичен човек како сите. Ма знаете, Исус беше отфрлен од сите. Да не очекуваме од и повеќе ќе не примаат нас. Исус беше отфрлен од таткото на крстот, ќе се сетите. Зошто? За да може таткото нас да не прими, за да може да се застапува после пред таткото за нас. Исус беше отфрлен, повторно ќе кажеме, уште на самиот почеток. Немаше место за него, вика во куќата. Немаше место ни за тие околу него, ни за мајка му што беше бремена. Зошто? За да можеме ние да го цениме тоа што го прави за нас, што вика ќе ви дадам дом на небото еден ден. Дека неговото отфрлање нас ни донело нешто. Исус беше отфрлен на начин кој го уби на крстот, се сеќавате. Зошто? Затоа што без тоа ти и јас не можеше да добиеме живот. Така можеме ние да сме прифатени. И затоа Христос ќе навредува. Христос ќе скандализира. Бидејќи ние, ти и јас треба да живееме обичен живот за него. Најобичен живот за него. Тука. Обични луѓе, како сите околу нас, само такви чиј грев е простен. Луѓе кои ќе можат да кажат, како еден стар пуританец, да не беше Божјата благодат, јас ќе бев оној таму. Божјата благодат е таа што не задржала и тука. Нема ништо полошо како верник да покажеме нешто што не сме. Нема ништо полошо од лицемерие. Ама дајте да го видат Христос во нас. Дајте да го видат она што ние го правиме заради Христос, Христос во нас. Ако не отфрлат, тоа е нивни проблем. Ако не прифатат, ќе бидат и тие благословени и ние благословени. Ама нашиот дел ние мора да си го завршиме пред самиот Христос. На крај на краишта. Ако не отфрлат, пак сме во исто друштво со него.